Иако во ред што министерот не е тука, жал ми е што немаме можност да му поставиме многу прашања во контекст на овој закон, меѓутоа се надевам дека предлагачот на законот ќе може да ни одговори дел од нив. Пред да ги поставам клучните прашања, сакам да ја потсетам јавноста како започна приказната речена недела неработен ден, кој ние, уште во текот на изгласувањето на законското решение, го насловивме како голем владин PR проект, а кој денес со право можеме да го дополниме и целосниот назив би гласел голем владин PR проект наречен Лажна надеж. 10 декември 2020 година, пред корона кризата, во јануари месец, СДС прави консултации за својата предизборна програма. Познатата некогашна министерка Царовска изјавува дека станува збор за предизвик на кој ќе се работи во следниот период и темата ќе мора да се дебатира со бизнис секторот и синдикатите. Следува изјава од портпаролот на Социјалдемократскиот сојуз Душко Арсовски, кој вели: владата денеска ја прифати иницијативата недела да биде прогласен за неработен ден и го задолжи Министерството за труд и социјална политика во рок од 15 дена да достави законско решение за ова прашање. Од Министерството за труд и социјална политика кажуваат дека Министерството формирало секторска работна група која работи на законските измени. Работната група преку компаративни анализи и преку детална анализа на потребите на работните процеси во повеќе сектори, како и преку консултација со другите министерства ќе подготви предлог законско решение. Министерството навреме ќе ги сподели сите решенија во оној момент кога тие ќе бидат дефинирани. Решенијата се споделија, 4 месеци имаме од почетокот на примена на ова законско решение, а колку се истите дефинирани, гледаме денес од само после 4 месеци. Асоцијацијата на работодавачи реагира истакнувајќи дека Македонија не е на тој степен на развој каде што треба недела да се затвори и да биде неработна, затоа што Македонија се наоѓа на понизок степен на развој од развиените држави каде што се вовело вакво решение. Факт е дека ние имаме 5 до 10 пати понизок бруто домашен производ по жител и секоја потрошувачка ни е добре дојдена. И тоа на министерот му го потврдија жителите на Охрид и Струга кои што ги посети во текот на викендот. Асоцијацијата на работодавачи исто така, предупредила дека не држи владината логика, дека ако не трошат во недела, граѓаните би надополниле во другите денови, затоа што не е возможно да се надомести потрошувачката која доаѓа од еднодневните туристи од соседството. Знаеме дека во недела ни доаѓаат луѓе од Косово, Грција, Бугарија, кои пазаруваат, посебно во Охрид, Струга, Гевгелија, например, и оставаат доста девизни приливи во нашата држава. Сите требаше да бидеме свесни, уште пред да почне да се подготвува ова законско решение, дека Македонија не е моќна за да се откаже од овој девизен прилив. Со кого сте се консултирале, што сте разговарале и што сте заклучиле, ги гледаме денес во ефектите од примената на законот. 18 ноември 2020 година Туристичко-угостителската комора истакнува дека одлуката не треба да важи за нив, затоа што тоа ќе биде тежок удар за нивниот опстанок. Тогаш од Министерството добиле позитивни сигнали за предлогот и се анализирало кои сектори од угостителството ќе можат да работат во недела. 1 декември 2020 година некогашната министерка Шахпаска изјавува дека со измените кои ќе почнат да се применуваат од јануари 2022 година воспоставиле баланс меѓу приватниот и семејниот живот на работниците во нашата земја и со ова законско решение 92% од работниците ќе имаат можност во недела да практикуваат семејни и социјални дружења и на тој начин ќе се генерира поголемо задоволство и поголема мотивираност која ќе доведе до зголемување на продуктивноста во компаниите и јавните институции. Се прашувам дали министерот им одговори на охриѓани и стружани или тие спаѓаат во овие 92% што ги предвиделе дека ќе одмараат во недела. 6 август 2021 година некогашниот премиер Заев изјавува: законското решение недела ден на неделен одмор станува реалност. За кого?
Ова законско решение започнува со имплементација од 1. октомври оваа година. Ова ветување, што владата го имаше како приоритет во програмата. Колку владата се држи до своите приоритети од програмата, гледаме, ги стави на хартија, денес ќе ги брише. Со ова се прави исчекор кон унапредување на работничките права и продолжување на поддршката за работниците, а посебна грижа е водена за работниците кои ќе работат во недела. Значи, да бидиме начисто, апсолутно се согласуваме со тоа дека има потреба од рамнотежа и баланс помеѓу приватниот и социјалниот живот на работникот. Докажано е дека работникот е поефективен доколку е задоволен во семејното обкружување, доколку гради односи со пријатели, негова традиција врши дополнителни хоби активности. Токму поради сето тоа се залагавме за правилно уредување на неделата како неработен ден, при кое мораше да се предвидат туристичките места, за да не го правиме ова што денес го правиме, после само 4 месеци да отвараме и да преправаме закон донесен вчера. Ова законско решение, значи, покажа и докажа дека навистина сме во право, кога тврдиме дека популизмот е секогаш во преден план, кога треба да се донесе мудра одлука. Предупредивме и дека со ова законско решение, преполно со исклучоци, ќе се направи вистински хаос и тоа се случи. Декември 2021 година, некогашната министерка Шахпаска вели: се радувам што собранието последна година транспарентна дебата со сите засегнати учесници во нашето општество, синдикатите, представниците на работодавците, стопанските комори, другите партнери на социјалниот диалог, го донесе законот за работни односи, кој предвидува недела да биде ден за неделен одмор. Се прашувам дали директорот на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот бил консултиран при носењето на ова законско решение, бидејќи според мене барем требало да реагираат оттаму дека ова законско решение реално ниту може, ниту треба да се спроведува во туристичките места. Колку била транспарентна дебатата и колку во таа дебата биле вклучени сите заинтересирани страни, сведочиме денес. 21 декември 2021 со прес се огласува нашата колешка Лидија Тасевска, која кажува: исполнето е уште едно ветување на СДСМ, се грижиме за унапредување на работничките права и нивниот труд. Како и колку е исполнето ова уште едно ветување, ќе слушнеме што е можно побргу и должен е да ни одговори министерот, кој шетајки низ охрид и струга вети дека законот нема да важи за туристичките места, што е во ред, но што требаше уште од почеток така да се биде уредено, токму онака како што побаравме со предлог законот кој секако беше поднесен од пратеничката група на ВМРО-ДПМН, но се и се прифати предлог законот од пратеничката група на Социјалдемократскиот сојуз, за кој немаме апсолутно ништо против, затоа што станува збор за интерес за туристичкиот развој, за економскиот развој на Република Македонија. Сега, се согласувам со колешката Жаклина како дел од председачите на законов, дека овие 2% се реално дискутабилни од прометот, кои што се остварени во недела, наместо во инвестиции во градинки, и најмалку што можев да очекуваме некој како колешката Жаклина, која што доаѓа од образование, да бара 2% од прометот остварени во недела, наместо за инвестиции во градинки, да се пренаменат за некој фонд за развој и човечки ресурси. Па би ве запрашала која е таа анализа според која сте согледале дека е потребно парите да се наменат за фондот за развој и човечки ресурси. Кој е тој фонд, од кога постои и дали воопшто постои, што придонесол до денес за да откажеме од инвестирање во детски градинки. Дали знаете, сигурна сум дека знаете, колку деца има на листите на чекање низ целата држава, во буквално секоја општина, имало средства за градинки, велите, во рете може би има, но дали се доволни, имајќи ги предвид долгометражните листи на чекање. Да не должам многу, ќе потенцирам уште еднушка, дека пратеничката група на ВМРО-ДПМН на 18.4. кажа дека ќе го поддржи ова решение. Поднесовме предлог закон, да не се повторувам, кој што беше одбит, за денес да го поднесете истиот закон со оваа минимална измена за апсурдните 2% кои не би ве замолила и би апелирала комисиски да реагираме и да си останат, да бидат наменети за инвестиции во детски градинки.
За крај, неколку доумици и прашања. Значи, факт е дека ни консултација немаше или имаше консултација само чисто заради медиумите, како да е мек, ево сите засегнати страни се прашани, а гледаме дека не се, бидејќи имат многу реакции од сите страни, од голем број комори, граѓански здруженија и така натаму. За 2% пак ќе ве замолам да си останат за инвестиции во детски градинки и дали министерот не е тука, меѓутоа доколку знае некој од предлагачите на пратеничката група на Социјалдемократскиот сојуз, министерот во изјава кажа дека Министерството за економија на 12 мај поднесе предлог закон до собранието за измени на законот на трговија. Дали станува збор за ова законско решение или па министерот за економија ќе ни поднесе друго решение кое ќе треба дополнително да го разгледуваме. Благодарам. Благодарам, почитувана пратеничка.